Знам да биде кој што треба. Може и дечко повеќе. Добар ден. Почитувани представници на медиумите. Поводот на оваа пресконференција е следен. Синдикат на полиција во Македонија да прогласи правна победа и од денес да кажеме стоп за незаконските решенија кои секојдневно се уште се делат надвор од местото на живење, повеќе од 6 месеци. Доказ за тоа е оваа и неколку правосилни пресуди, потврдени од апелационен суд, каде се докажува незаконското работење како на министерот, така и на правната служба. Да стане појасно, конечно, институциите, меѓу кои и судот, после неколку години докажување, успеавме да докажеме дека распоредувањата надвор од местото на живење се незаконски во поглед на начинот кој што ги издава министерот Спасовски. Да стане појасно на јавноста и колегите, согласно колективниот договор и законот за внатрешни работи, сите оние кои се распоредени надвор од местата на живење, односно распоредени во друга општина, можат така да бидат распоредени максимум до 6 месеци. Правниот основ по овој основ е член 113, а не како во сегашната пракса во решенијата член 111 од Законот за внатрешни работи. Затоа, Синдикат на полиција во Македонија, како синдикат, им се става на располагање на сите членови кои на било каков начин се распоредени надвор од местата на живење повеќе од 6 месеци за добивање на соодветна правна помош и остварување на нивните права. Да појасниме, распоредување надвор од местото на живење подразбира ако од една полициска станица бидете распоредени во полициско одделение или полициска канцеларија во склоп на таа полициска станица, а се во различна општина по место на живење на работникот. Тука ќе упатам апел и до новата помошничка во одделот за правни работи. Во иднина да не биде алатка преку министерот за издавање на незаконските решенија. Да, може да се издаваат решенија надвор од местото на живење, но истото да биде согласно член 113 од Законот за внатрешни работи. И по тој основ да стои во диспозитивот на самото решение. Упатуваме и апел до помошник на министерот за правни работи. Признавајте ги, исплаќајте ги правата што им следат на работниците распоредени надвор од местата на живење. Немојте да правите штета на буџетот на МВР. Правата кои му следуваат на работникот кој е распореден надвор од местото на живење и при тоа не му се исплати на работникот, упатуваме порака да секој оној член ќе да ни се обрати и ќе добие соодветна правна помош. Апелираме и праксата давање на писмени наредби повеќе од 30 дена да стане минато и правната служба да продолжи да застане со незаконското работење во иднина. Преку надлежните институции иначе ќе побараме одговорност. Ако едно време зборовите ред, правда, дисциплина беа зборови кои ги користеше самиот министер Спасовски, време е истите тие зборови да ги применува во пракса. Време е конечно да се врати редот, правдата и професионализмот во полицијата. И само со искрени намери може да се дојде до тоа. Време е да победи разумот. Благодарам. Колку сметате дека се неправедно, незаконски распределени повеќе од 6 месеци припадници на полицијата и колку треба да им се исплати вкупно вака некоја сума? Значи вака сега ние немаме официјално податок колку изнесува, но според нашите сознанија најверојатно станува збор за неколку стотици незаконски распоредени полициски службеници надвор од местото на живење повеќе од 6 месеци. Значи да стане појасно, секој полициски службеник што е распореден надвор од местото на живење повеќе од 6 месеци е должен министерот да го врати со решение назад во претходното место на живење, на работење каде што работел истиот работник. Сега ова вие го добивте практично насуд дека треба по ова да се постапува, тука не разбрав. Да, неодамна добивме пресудот од апелациониот суд каде што го потврдуваме се тоа што денес го кажавме, го образложивме пред вас и пред јавноста. Не е само оваа пресуда, има пресуди други до сега на апелационен суд. Реагираме многу пати, веќе 2 години ја се бориме правната битка на институциите, правната служба во МВР конечно мора да разбере дека таа служба за го спроведува правото министерството, а не да ги спроведува незаконитите наредби најверојатно на министерот или на неговиот кабинет. Така да штетата што ја исплаќаат Министерството за внатрешни работи врз основа на позитивно добиени пресуди е огромна. Не сакам да кажам бројки затоа што тоа самото може да го побарате во правната служба, но верувајте дека станува збор за многу високи суми по основ на оштета по незаконски решенија. А спроведени се овие судски одлуки?
Па повеќето Ги добива. да, повеќето се спроведени. Моментално ова за кое што зборуваме, мислам очекуваме дека во најбрз можен рок и дека ќе министерот и ќе со правната служба заедно ќе спроведе. Име, презиме, кажи. Орце Коцевски, председател на Синдикат на полиција Македонија. Благодарам. Може да добие, имаш електронски ти, Ја електронски имам, да. може да ми го пратиш Да, на да, мејл. да. Ако сакате ви Еве сега Орце